од Соединетите Американски држави. Борис, добро утро. Јас би рекол, а ќе си речам за себе, добро утро, бидејќи таму веќе е после полнок. Добро утро, Владко. Да, овде е полночно, јас сум се уште буден. Борис, оно што е интересно, а е дел од фокусот на македонските медиуми, е дека амбасадорката на Соединетите Американски држави во Обединетите нации, односно во НАТО, се извинувам, рече дека во Македонија ќе се прават специјални тимови, односно ќе има специјални тимови кои што ќе се борат со она што значат лажни вести. Македонија и Црна Гора, вели таа, се дел, односно се фокусот на лажни вести кои што оркестрираат најмногу од Русија. Тоа е нејзината изјава. Седно нема да се сложат многу луѓе, меѓутоа многу и ќе се сложат. Од каде Македонија во центарот на сето ова? Затоа што неодамна станавме членка на НАТО или кој е фокусот за овој интерес? Да, Владко, добар ден или добро утро на вашите гледачи и слушатели. Па, да, точно е тоа дека НАТО, алијансата е загрижена поради дезинформациите што Кина и Русија ги шират со ширењето на коронавирусот и постојат многу информации дека тоа што го објавуваат медиумите на Русија или руските медиуми на некој начин им оди на нерви на многу во НАТО и во лидерите во НАТО, па затоа после тоа кога Македонија стана членка на НАТО, тоа како да се засили. Да, денеска навистина од таму потврдија дека тие со некој начин се обидуваат да ги поттикнат медиумите во земјите како Црна Гора или на Западен Балкан да ги одвртат со тие кампањи на дезинформација од Русија. Тоа денеска го изјави имено амбасадорката на НАТО во САД, на САД во НАТО, и тоа е едно од поновите вести. Имено во домашната политика пак на Соединетите Американски држави деновиве е актуелен оној судир помеѓу гувернерот на Њујорк и самиот претседател Доналд Трамп. Доналд Трамп се самопрогласи за прв врховен лидер во моментов во вонредна состојба во САД. Од друга страна гувернерот Комо рече дека нема шанси да ги почитува мерките кои што Трамп ги најавува. Каква е ситуацијата во моментов со она што значи пандемија во Њујорк, кој што пак е главното жариште во САД? Да, точно е тоа дека Трамп се представи малце како авторитарен лидер со неговата изјава од претходниот брифинг вчера, тоа беше завчера во петкот или во саботата, и ово што е не градоначалникот, но гувернерот на Њујорк вчера прилично добро му одговори на Трамп дека тоа не е во негова надлежност да се меша во тоа дали економијата на Њујорк треба да биде отворена и кога треба да биде отворена, бидејќи тоа го одредува именно ќе го одреди ситуацијата со тоа како ќе се намали ударот од коронавирусот во Њујорк, кој засега е најзагрозена држава со најмногу случаи на заболеност, со најмногу починати лица. Инаку, тоа што сакав да го кажам јас е дека коронавирусот прави голема штета на светската економија и пред се на економијата на САД и има големи критики кон Трамп со тоа како се справува со оваа криза во САД. Например, неслучајно денеска
спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси испрати писмо во кое таа бара да се каже вистината за кризата и коронавирусот и посочи кон Трамп дека тој е најодговорен, таа го оцени како слаб лидер, како слаба личност, неспособен да се справи со ова и бега од одговорноста поради оваа криза. И значи мислам дека со овие зборови, со ова што го објави денеска спикерката на представничкиот дом, може да се претпостави само какво жешко политичко лето ги очекува САД. И се разбира и со коментарите на Куомо кон Трамп дека тој не сака да политизира и дека пред се треба да се реши проблемот со тестирања, проблемот со оние што се апаратите за вештачка вентилација, кои што се најпотребни. И инаку Трамп денеска на брифингот каже дека се изработуваат јадници такви апарати за вештачка вентилација, па ќе видиме како ќе се развива. Тоест, за сега, како да е ситуацијата тоа што тој повеќе зборува, помалку прави. Борис, администрацијата повеќе така насочена кон тоа да се појавува преку Трамп на брифинзите и да се даваат некаква слика дека нешто се работи, а во суштина оставено е се на сојузните држави. Така, Борис, ми се чини дека личните импресии од она што значи американски печат, американски медиуми. Џо Бајден е веќе потврден кандидат кај демократите за следните избори, ја доби поддршката од поранешниот претседател Барак Обама. Трамп за него велат, дел од аналитичарите, оно што јас можам да го прочитам во американските медиуми, оние по-мејнстрим медиуми, е дека има и поделени мислења за тоа дали оваа борба со коронавирусот и неговата реторика ќе му помогне за повеќе гласови или ќе му ги земе дел од гласовите. Меѓутоа, какви се личните импресии, какво е расположението сега? Што вели електоратот, што велат аналитичарите во однос на тоа колку Бајден има можност да го симне Трамп од, ќе речам, тронот кој што тој сам си го прогласи во време на водневна состава? Златко, види, ја мислам дека со ширењето на пандемијата и со економската криза, ја мислам дека и поделеноста во американското општество станува навистина голема, но тие не се поделени толку многу на политички план, колку на тоа на кој начин да се справат со кризата. Тоест, за сега и демократите и републиканците остануваат тивки во смисла на тоа не сакаат многу да ова беше денеска, ова најново јутре ќе објават и македонските медиуми за писменото соопштение на Ненси Пелоси, во кое таа го обвинува Трамп за кризата, но ниту републиканците, ниту демократите, тие поистакнатите што се засега не сакаат да пласираат коментари или да посочуваат кон тоа кој е одговорен за кризата, а тоа прашање ќе биде најважното во изборот на следните избори, за тоа за колку ќе гласа електоратот, дали ќе гласа за Џо Бајден или за Трамп. Според мене Трамп бидејќи не се справи добро со оваа криза, може да изгуби на изборите, но ќе видиме. Сепак ќе се види како на кој начин ќе настапи Џо Бајден, бидејќи тој сега доби поддршка и од неговиот досегашен соперник Берни Сандерс, а и од неговиот поранешен колега од високата власт, од поранешниот претседател Барак Обама, кој Џо Бајден му беше по срцето на Барак Обама, доби многу добра поддршка. Па ќе видиме, сега се консолидира Демократската партија, а во суштина републиканците тие имаат голема предност пред се поради тоа што економијата се покажа многу добра за време на водењето на Трамп и Трамп удира на тоа, затоа и тој бара да се отвори економијата што попрву. Затоа тој бара
некои од државите каде што вирусот не е толку застапен, постепено да почнат да ги отварат бизнисите, тоа што е затворено, например спортските настани, и има таква идеја, например, да се отколку ќе се реши проблемот со масовното тестирање за коронавирус, да се издаваат сертификати за тие што се тестирани и тие што немаат вирус, така што може слободно да одат на работа. Но ќе видиме, ако тоа му успее на Трамп, можеби тој ќе добие, ако економијата се дигне на нозе каква што беше пред да започне пандемијата. Знаеме, американската економија беше многу силна и Трамп се надева дека ќе направи чудо. Така. Борис Камчев, ти благодарам за јавувањето од Соединетите Американски држави. Се слушаме и во наредниот период овде во студиото. Сега редно е од моја страна да речам добра ноќ, иако овде е утро во Скопје, во Македонија. Ти благодарам уште еднаш, се надеваме те во наредниот период ќе ги имаме оние детални информации за што значи економија во САД. Да, тоа ќе биде освртот и фокусот на интересот за случувањата во Америка, бидејќи таа економија влијае и на останатите големи економии, тие пак влијаат на она што се случува во Европа, а тоа што се случува во Европа влијае во Македонија и ќе влијае во Македонија. Уште еднаш благодарам за Борис Камчев.